околу 25 километри западно од Прилеп. Над самото село Зрзе е манастирот Свето Преображение Христово, а во литературата познати како Зрзе. До Зрзе се стигнува од Прилеп или Кичево по асфалтниот пат Кичевско џаде, кон селото Ропотово. Оттаму се скршнува десно и преку Секирци се стигнува во селото Зрзе. Низ ниската дабова шума, по криволестиот пат, за половина час сте пред манастирските порти. Уште оддалеку е прекрасна гледката на манастирскиот комплекс, изграден на една висоравнина. Кога ќе наближите, пред вас ќе го забележите вертикалниот засек на карпите со остатоци од повеќе монашки келии. Во далечното минато на 14 век, манастирот зафаќал површина од околу 7000 квадратни метри. Денес манастирскиот комплекс е на помала површина со манастирската црква, камбанаријата и конаците. Монашките келии пак, формирани на засекот од јужната страна на манастирот, денес се неми сведоци за минатиот активен духовен живот. Ним ке им посветиме неопходен простор кон средината на емисијава. Малкумина знаат за манастирот Свето Преображение Христово, за неговата богата историја, за неговата изградба, честите уривања и грабежи, неговите обнови, многуте надписи и записи. Малкумина знаат за старите средновековни фрески од повеќе периоди, а некои од нив покриени со вар и пак откриени во поново време. Може би, уште помалку се знае за на Балканот прочуениот зограф Онуфриј, кој својот сликарски талент го потврдил во манастирот Свето Преображение Христово и во малата селска црква Свети Никола во селото Зрзе. А што знаеме за зографите родени токму во Зрзе? Митрополит Јован и јеромонах Макарий, двајца браќа, автори на икони познати ширум културниот свет. Меѓу другото, тие се и автори на фрескописот во манастирот Свети Андреја на реката Треска, близу Скопје. И наместо да набројуваме понатаму, само ќе констатираме дека многу малку знаеме што се содржи нашата ризница. Затоа, овој пат, нашето внимание и објективот на камерата ќе ги задржиме на манастирот Свето Преображение Христово над селото Зрзе. Тука се најстарите фрески во припратата, откриени при реставраторските работи во 1963-64 година. Значаен е и големиот крст со распетието Христово од 17 век, изработен во резба. Потоа деисисот со ликовите на Исус, Богородица и Јован Крстител, а лево и десно од нив 12 апостоли. Тука била и певницата, аналогион, изработена во плитка резба од јеромонах Прохор. Ке се сретнеме и со други не помалку интересни архитектонски и живописни детали.
Се наоѓаме во манастирскиот двор со прекрасна гледка кон Пелагониската рамнина. Со восхит фрламе поглед кон манастирската црква, обновената камбанарија и новите манастирски конаци. Затоа што од старите не останало ништо на виделина. Овде, во манастирскиот двор, се и вечните почивалишта на двете руски монахињи Ирина и Параскева, кои со децении се грижеа за манастирот и неговите имоти, поточно до 1964, односно 1970 година, кога го напуштија овој свет. Уште во 19. век манастирот Зрзе го привлекувал вниманието на истражувачите поради богатата културна ризница што ја поседувал. Во поново време има мощни конкретни сознанија од истражувањата и тие се објавени во стручната литература. Триумфот на исихастичките спорови и победата на исихастите од Цариград, од Константинопол, преку Светагора и Солун дошол до Пелагониската рамнина и токму овдека имаме еден убав знак на таа победа на исихастите, а тоа е светата општежител на обител Свето Преображение Зрзе, која што функционира од 14. век па навака се до денес 21. век, како една органска целина која што покрај себе, освен Соборната црква на Свето Преображение и Пастирската црква на Свети Петар и Павле, функционирала со многу метоси, многу скитови кои што биле расфрлени во најблискиот регион. За науката дел од нив се уште тајна и енигма, меѓутоа дел од нив се откриени, како што знаеме дека во потегот позади нас се наоѓа црквата посветена Свети Константин Милена, имаме чудесен извор на Свети Пантелеймон. Во Бигорните Карпи постои пештерната црква на Свети Архангел, во селото се наоѓа црквата на Свети Атанаси, која што функционирала како меток на манастирот, исто така црквата Свети Никола. Меѓутоа, келиите и скитот кој што е западно од манастирот, кој што по Карпа има излавен крст, ни покажува дека и таму имало некојаш организиран монашки живот. Желба на нашето братство е дека по нивна материјална изградба, духовно да ги возобновиме и тие да заживеат со браќата кои што ќе имаат благослов за таков живот во нив. Повеќето зачувани записи и надписи во црквата ни даваат можност за поблиски сознанија и проучувања на историјата на манастирот, неговата архитектура, фрескосликарството, иконописот, резбите и сите други активности сврзани за него почнувајќи од 14. век, кога била првпат изградена манастирската црква, се до денес. Првите податоци за манастирот Свето Преображение Христово Зрзе се содржани во обширниот текст, тешко читлив денес, испишан над поранешниот јужен влез во црквата од надворешната страна. Текстот е напишан во 1400 година и од него, преку преписот, дознаваме дека манастирот го подигнал монахот Герман. По неговата смрт, грижата за манастирот ја презеле неговите внуци, митрополитот Јован Зограф и неговиот брат јеромонахот Макарий Зограф. Понатаму во текстот се вели дека кога овие краишта потпаднале под османлиска власт, браќата Зограф и Јован и Макарий им го отстапиле манастирот да го управуваат кметот Константин и неговите синови Јаков, Калојан и Дмитар. За новиот ктитор Константин е врзано довршувањето на иконостасот.
Во 1393 година зографот митрополит Јован ја насликал престолната икона Исус Христос Спасител и Животодавец, на чие место сега на иконостасот стои незина веродостојна копија. Споредбата со фотосот од оригиналната икона ќе не убеди во тоа. Во 1421 година зографот Јеромонах Макарий ја насликал престолната икона Богородица Пелагонитиса, која исто така овде е заменета со нејзина копија. Оригиналите од обете икони се наоѓаат во музеите на Македонија. Од митрополит Јован е насликан и Деисисот, композиција со Исус, Богородица и Јован Крстител, до кои лево и десно се представени ликовите на 12 апостоли. Композицијата е насликана на штица и е сместена над престолните икони долж целиот иконостас. Првобитната и најстара германова црква по својата архитектонска форма била еднокорабна со полузаоблен свод и живописана. Од тогашните стари фрески денес се зачувани само мали фрагменти во наосот и во олтарната апсида. Врз основа на овие детали согледуваме дека живописот во германовата црква бил со високи уметнички квалитети. Од голема штета за науката е исчезнувањето на тие фрески. Ние не знаеме ништо ни за зографите, кои биле тие и од каде дошле овде, во манастирот, за да отсликаат манастирската црква Свето Преображение. Во 1368 година до германовата црква била подигната припрата кон западната страна. И денес нивниот допир се гледа на вертикалната фуга, што се протега од цоклето до покривот. Внатрешните ѕидови во припратата биле живописани, а за тоа ни сведочи надпис над западниот влез од натрешната страна и зачуваните фрески. Во надписот се вели дека ктитори на фреските од 1368 година биле Прибил, Приест и нивната мајка. Прибил и Приест биле синови на Хајко, кој како монах го добил името Харитон и бил овде погребан. Тие за 30 перпери со труд и откуп дале да се живописа овој дел од црквата, односно припратата, за душа на татко им, кој умрел во манастирот како монах Харитон. Мошна е интересна предпоставката во поновата литература дека Хајко во монаштвото наречен Харитон бил син на ктиторот на најстарата првобитна црква Герман, а Прибил и Приест биле синови на Хајко, односно внуци на Герман, кои подоцна во монаштвото добиле име Јован и Макарий. По смртта на татко им Харитон, тие ја презеле грижата за манастирот и тука набргу се замонашиле како Јован и Макарий и основале зографска работилница. Фреските во припратата од 1368 година беа делимично видливи, додека другите беа покриени со тенок варов малтер. За време на конзерваторско-реставраторските работи во 1963 и во 1964 година, покриените фрески беа откриени по отстранувањето на варовите наслаги.
а денес сјаат со следниот изглед и распоред. Во првата зона се светци во цел раст со представи на монаси и на архиереи. На јужниот зид се насликани ликовите на Свети Петар и Свети Никола, тешко оштетени со пробивање прозорец. Потоа Свети Пимен и Теодоси и други. На западниот зид е причествувањето на Марија Египтјанка од страна на Свети Зосим. На северната страна од истата зона се препознаваат ликовите на светите пустиножители Ефтимий и Антоний. Над првата зона се насликани светци во медаљони. Во третата зона доминираат сцени и композиции од Христовите маки. Христос пред Пилат. Исмејувањето на Христос и поставувањето на крстот на Голгота. На западниот зид над влезот, односно над надписот од 1368 година, е насликана композицијата Причестување на апостолите, што е невообичаено да се наоѓа на овој дел од припратата. Најчесто оваа композиција се слика во олтарниот простор на источниот зид. Над причестувањето е насликано гостолюбието Аврамово. За време на конзерваторските работи е откриен подписот на зографот врз бордурата на драперијата на северниот зид. Подписот е доста оштетен, но е зачувана првата буква од името на зографот, а тоа е Д. Од страна на истражувачите на овој манастир, буквата Д различно се толкува, како почетна од Димитар или од Драгослав. Последното се врзува со еден запис по работ од нишата во Малата пештерна црква, која се наоѓа под многобројните монашки ќелии на засекот на Бигорните Карпи јужно од манастирот. Денес тешко читливи на венечниот запис стојат и имињата на Драгослав и на Доброслав. Се предпоставува дека Драгослав е истото име на зографот во припратата со почетната буква Д. Оригиналниот надпис, испишан на грчки јазик, во превод гласи: Прости Боже, Драгослава и Доброслава. Зографот Драгослав, за кого сметаме дека бил автор на фреските во припратата на манастирската црква и пештерната црква, бил автор и на фреските во Малата црква Свети Никола, во село Зрзе, зографисана околу 1368-1369 година. Подоцна, оваа црква ќе добие нов фрескопис. Во 1535 година неа ќе ја зографиса големиот Онуфрий. Што се однесува на иконографските и стилските карактеристики на фреските во припратата на манастирот Зрзе, се смета дека се тоа повеќе мајстори зографи од солунските ателјеа, кои ја живописале и црквата Богородица Заумска, крај село Трпеица на Охридското езеро. Во оваа црква, покрај лихницките продзивни води за стилско компарирање, ќе регистрираме 2 до 3 детали и ќе ја почувствуваме моќта на цртежот и звукот на боите. Констатираме ликови предадени од секојдневието, полни со живот и здравје. Неваре, на зографот му позирале луѓе од езерското крајбрежје. Оваа нишка на ренесансно сликање без аскетска и спосничка нота
ја забележуваме и на исклучителната и раритетна представа на Богородица, млекопитателка. Не баре сликана од некаков овдешен Ботичели или Микеланджело Заумски, Богородица го дои Христа младенецот на начин на кој тоа го прави секоја обична грижлива мајка. Убавината на ликовите извира од возвишеноста на чинот. Треба ли во оваа пригода да се каже дека италијанските ренесансни мадони не знаат за нашата Заумска, затоа што допрва ќе бидат насликани. Независно од кој произлез се мајсторите зоографи, и како потекло, и како школа тајфа, нивната заедничка нишка е убавината. Такви се и живописците од Богородица Перивлепта, кои го зоографисале северниот Параклис во таа Охридска црква, со многу заеднички елементи со фреските во припратата во Зрзе. Биле ли тоа истите уметници? Да ги споредиме Свети Антони од Параклисот со оној од Зрзе. Ист гест, облека, реквизити, но уште повеќе лик, боја, зрачење. Тоа не е само поради општите описи во ерминиите. Представите на Богородица Исус Христос во Марковиот манастир Свети Димитрий ги компарираме со медаљоните во Свето Преображение и констатираме многу близок стилско-иконографски пристап и израз, иста елоквенција и трепет. Некои експерти се подецидни сметаат дека фреските во припратата на манастирската црква Свето Преображение Христово се на браќата митрополит Јован и јеромонах Макарии. Консеквенците од ваквото тврдење не поврзуваат со Богородица Заумска, со Богородица Перивлепта, со Марковиот манастир, со Свети Никола во Зрзе, а сето тоа на ниво на заедничка зоографска мисла, стил и дух. Само бојата, четката, окото и раката им припаѓале на посебни индивидуи и сензибилитети, за кои историчарите на уметноста ги усогласуваат ставовите. Да се вратиме на манастирот Зрзе. Над композицијата Преображение Христово
празник на кого е посветена црквата, е насликана Богородица како го држи Христос младенец. И таа сцена припаѓа на типот доброчинителка. Лево и десно од Богородица се старозаветните пророци Давид и Соломон, како држат отворени свитоци со чии текстови ја слават и ја величат Богородица. Во постарата литература, учените сметаат дека оваа композиција е рано дело на митрополит Јован Зограф, издвојувајќи ја од живописот во припратата од 1368 година. Да напоменеме дека композицијата Преображение е насликана во нишата, над влезот во припратата, од надворешната страна. Композицијата Света Троица или Гостолюбие Еврамово над истиот влез, но однатре ја сочинуваат три ангела покрај трпезата во домот на Аврам и Сара, кои овде не се присутни. Зографот на оваа композиција во преден план под масата насликал новороденче завиткано во пелени, навестувајќи го раѓањето на Исак, синот на Сара и Аврам, кои ветија дека ако им даде Бог рожба, ќе му го жртвуваат во знак на благодарност. Господ, уверен во ветеното од Сара и Аврам, понудува овен наместо Исак. Така и станало. На оваа фреска, десно од ангелите, е насликано теле, а не овен, што е невообичаена реткост. Светото тројство го представуваат три ангела што седат на трпеза, на која има прибор за јадење, чинии, ножеви, стаклен сад за вода или за вино, леп и друго. Под Света Тројца, на западниот зид над влезот, е представено причестување на апостолите, кое исто така представува иконографска реткост со тоа што е насликано на западниот зид, а не во олтарниот простор на источниот зид. Во оваа сцена Исус Христос е централна личност насликан двојно. На едната страна, Христос ги причестува апостолите со леб, начело со апостол Петар, а на другата страна ги причестува со вино, и прв е Јуда, а не апостол Павле, како што е вообичаено во иконографските решенија во повеќе наши средновековни цркви и манастири. Исто така, ретко каде Исус Христос се појавува во две фигури. Но тоа го среќаваме и во црквите каде што работеле средновековните зографи Михајло и Евтихиј. Во Перивлепта, во Охрид и во Старо Нагоричане, а и во Полошкиот манастир Свети Ѓорѓи. Начело на 6 апостоли што го примаат виното како причест е Јуда, не само во Зрзе, туку тоа го среќаваме и во Протатон на Света гора Атос, Свети Јован Канео во Охрид, манастирот Матејче и други. Во оваа композиција, зографот што ги правил фреските во припратата на Зрзе, имал цел да го илустрира моментот кога Исус Христос на тајната вечера го најавува предавството јудино и почетокот на своите страдања. Во таа пригода Христос на своите ученици апостоли им дели леб велејки: примете го лебов, зашто тоа е моето тело. И вино, велејки: пијте, зашто тоа е мојата крв. Лебот и виното, телото и крвта Христови, ќе бидат принесени како жртва за откуп на гревовите човекови од Адама и Ева до векутума. Циклусот сцени за Христовите маки се илустрирани на јужниот и на северниот зид, над фризот со светци во медаљони, кои за жал се доста оштетени. На јужниот зид одлево надесно е сцената што се среќава ретко во средновековните цркви кај нас и пошироко. А тоа е сцената кога Јосиф од Ариматеја го бара од пилата телото Христово за да го погребе. Мощно и драматично е представен Јосиф како чекори на кај Пилат, кој седи на трон, а зад него се група римски војници. Наредната сцена е недремливо око, во која Исус Христос е представен како лежи врз постела,
Представа која иконографски најразлична е решавана. За оваа представа се вели: оној кој спие, а кој е вечно буден. Христос лежи со потпрена глава на дланката од десната рака. Мајка Богородица стои над својот син, покрај нозете, со ладало в раце. Над Христос е ангел што долетува од небото со облак, носејќи го сиот прибор со кој ќе биде мачен Христос. Ваквата сцена вообичаено се слика на царските двери на иконостасите. Засега е несватливо овој приказ да се најде меѓу сцените со Христовите маки. Третата и последна сцена на Јужниот зид е Христос пред Пилат. Пилат е представен во моментот кога ги мие рацете и вели: а што лошо направи овој човек? Но Христос сепак ќе биде распнат на крстот затоа што првосвештениците и другите градски првенци на Ерусалим, евреи, велеа: распнете го, распнете го. И Христос беше одведен кај черепницата на височинката Голгота над градските бедеми на Ерусалим. Го распна на крст поставен меѓу двајца разбойници. На собраниот народ гледаше и чекаше што ќе се случи. И распнатиот Христос, пред да испушти душата, рече: Господи, прости им, не знаат што прават. Тогаш настана ноќ и земјата се затресе, а народот се разбега. Сцените со Христовите маки во припратата на манастирот Зрзе продолжуваат и на северниот зид. Првата е Христос суден од Кајафа. Втората е исмејувањето Христово. Третата сцена е поставувањето на крстот на Голгота, на кој е распнат Исус Христос. Фреските на Јужниот зид од третата зона се уништени. Голема штета за науката е тоа што немаме целосна представа за источниот зид, кој е целосно утнат. Исто така и фреските на сводот се исчезнати под завод на времето и од негрижата наша. Предпоставка е дека зографот на фреските во припратата не само што бил образован теолог, туку бил и смел во иконографските решенија. Односно, имал програма што содржи теолошки сваќања и познавања. Временските услови, врзани со историските настани, го направиле своето, па дел од фреските во припратата се целосно уништени, без да имаме представа за натамошниот циклус од животот на Христа. Неговото распетие, воскресението, томиното неверување и вознесението, барем така предпоставуваме. Наша предпоставка е дека сцените од Христовите маки на северниот зид секако продолжиле и на источниот, за да завршат на јужниот зид со композицијата Јосиф од Ариматеја кај Пилат, за која веќе стана збор. Над првата зона е фризот со светци насликани во медальони како до појасни фигури. Тие се распоредени на јужниот, на западниот и на северниот зид. Светците во медальони се од редот маченици, испосници и пустиножители, што го дале својот живот за молитва и за ширење на Христовото учење, за христијанската вера во Бога. Повеќе од нив се млади момчиња со куси коси, со крст во раката и со смирени погледи. Првата зона во припратата е насликана со 6 монументални фигури на јужниот и исто толку на северниот зид. Првите две фигури на јужниот зид се познатите и најзначајни личности од светата литургија: Свети Јован Златоуст и Свети Никола. На спротивната страна на северниот зид се исто така представниците на светата литургија, архиереите Свети Василий Велики и Свети Григорий Богослов. Овие светци скоро секогаш се представувани во олтарниот простор на источниот зид, што овде не е така. До овие архиереи литургичари, по 4 светци, устиножители и испостници, се насликани на јужниот и на северниот зид во припратата на манастирот Зрзе. Кога веќе станува збор за овие светци, маченици и испосници, ќе се поврземе со тие што го поминале својот живот во пост и молитва во изглабените ниши ќелии,
кои ги имало повеќе во вертикалниот стрмен засек на јужната страна на манастирот. Кон средината на 14. век, манастирот Зрзе бил исполнет со многу браќа монаси, кои живееле во пештерите како испосници. Во тоа време највлијателен монашки ред бил оној на изихастите, кои верувале во појавата на божествената светлина. Од тие причини, не случајно, монасите изихасти го одбрале манастирот Зрзе и тука, во тие монашки ќелии, биле изложени на источната страна на обилна сончева светлина. Верувале во нематеријалната светлина, онаа во која им се појавил Исус Христос на своите ученици на планината Тава. Изихастите монаси кои живееле во овие блабнатини ќелии, животот го минувале сосема повлечени, аскетски, со единствена желба да можат да ја видат таворската светлина. Од друга страна, тие веќе ја доживувале и таа нетварна светлина, со тоа што пештерите биле изложени на изгреј сонце спрема Пелагониската рамнина. Во подножјето на монашките ќелии има една поголема природна пештера, која служела за повремени заеднички молитви на монасите од ќелиите. Во оваа пештера има ниша што била живописана во 14. век, но со текот на времето живописот отпаднал со се боениот слој. Наоколу нишата има венец од текст делумно зачуван и во кој се споменуваат две имиња – Драгослав и Доброслав. Првиот Драгослав во стручната литература се врзува за името на зографот во Припратата, каде што за време на конзерваторските работи беше откриена почетната буква Д. Во науката постојат предпоставки и дилеми за фрескописот во манастирската Припрата од 14. век, но останува надежда за нови сознанија. Скоро по 100 години, а и повеќе од тоа, кога завршуваат активностите на зографите Јован и Макарий во манастирот Зрзе, во селото Зрзе, црквата Свети Никола ќе ја зографиса, а потоа и манастирската црква Свето Преображение, поточно првобитната Германова црква, големиот и талентиран зограф на Балканот Онуфрий, чии дела ги среќаваме во Грција, Албанија и Македонија. Тој најпрвин ќе дојде во Македонија во 1535 година во Зрзе, потоа во 1554 ќе оди во Албанија во Берат, а во 1547 година во Грција во Костур. Науката е пред нови сознанија каде работел тој пред да дојде во Зрзе. А кој го викнал Онуфрий во Зрзе не е познато. Тој бил ангажиран од манастирските браќа да ја ослика и Германовата црква Свето Преображение, чии фрески од најстарото нејзино осликување, некаде кон средината на 14. век, веќе биле уништени. Онуфрий зограф ги живописал фреските во наосот и олтарниот простор. Денес од тие фрески се зачувани неколку целини. Во олтарната апсида, Богородица пошироко од небото, заедно со Исус Христос Емануел. Во првата зона на источниот зид во олтарот е композицијата Благовештение со Архангел Гаврил на северната и Богородица на јужната страна. Во наосот на црквата, во првата зона на северниот зид, значајно место зазема дејсизот. Исус Христос е на средината и седи на трон со царска круна на главата и представува цар на царевите и голем архиереј. Лево од него е Свети Јован Крстител со отсечена глава во рацете. А десно од Христа е Богородица,
представена како небесна царица со круна на главата. Во оваа прва зона се насликани цар Константин и царица Елена, а потоа следуваат светите војни, свети Теодор Тирон и свети Теодор Стратилат, свети Меркурий, свети Димитрий и свети Георгий. Над војните е фризот со светци во медальони насликани до појасно. Третата зона ја исполнуваат композиции од големите празници. Тие почнуваат од јужниот зид со композицијата Рождество Христово. Следува Сретението Господово, а по него и Крштевањето Христово на реката Јордан. Циклусот со сцени во истата трета зона продолжува и на северниот зид, но тука се композициите од Христовите маки, оплакувањето Христово и слегувањето во пеколот. Фреските во горните делови и сводот во наосот на црквата и во олтарниот простор се целосно уништени. Тие, денес празни површини, секако биле живописани. Но ние само преку аналогии можеме да ги претпоставуваме нивните содржини. Од истиот Зограф Онуфри, веќе рековме, била зографисана и селската црква Свети Никола. Тоа било во втората четвртина на 16 век, односно по незината обнова. Инаку оваа селска црква била метох на германовата манастирска црква Свето Преображение и се наоѓа во границите на манастирските имоти. Црквата Свети Никола ја изградил монахот Герман или син му Хајко, а во монаштво наречен Харитон. Врз основа на неодамна откриената фреска Богородица од Игитрија со малиот Исус Христос од 14 век, се смета како сигурно дело на зографот Драгослав, авторот на фреските во припратата на манастирската црква Свето Преображение од 1368-69 година. Зографот Онуфри работел на повеќе места на Балканот. Во Албанија сликал фрески во 3 до денес зачувани цркви, каде што и се потпишал. Во црквата Света Петка во Валеш во 1554 година. Во црквата Свети Теодор во Берат и во црквата Свети Никола во Шелцан. Во Албанија се наоѓаат и негови икони. Во Берат во црквата Свето Благовештение и во збирката на археолошкиот музеј во Тирана. Творештвото на Онуфри го среќаваме и во Грција, во црквата Свети Апостоли во Костур, каде што се зачувани и неговиот потпис и годината на завршувањето на фрескописот во 1547 година. Поради големите оштетувања на фреските што ги работел Онуфри во манастирот Зрзе и во црквата Свети Никола во село Зрзе, за сега не е најден евентуален потпис на Онуфри. Независно од тоа што не е најден потпис,
врз основа на тематско-иконографска, стилска и палеографска анализа, со сигурност ги припишуваме овие дела на творештвото на зографот Онуфрий. Со право, истражувачите на зрзенските фрески констатираат дека се најблиски до фреските во црквите во Костур, Свети Апостоли и во Берат, Свети Теодор. За сликарството на Онуфрий во науката се вели дека е сигурен во цртежот. Колоритот му е одмерен и суптилен, а фигурите се елегантни. Преку богатата тематика пак, Онуфрий ја искажува својата теолошка наобразба. Не е сигурно, но се предпоставува дека зографот Онуфрий работил и на Света Гора, но поблиски сознанија ќе кажат идните истражувачи. Што се однесува до биографијата на Онуфрий, се знае малку. Роден е во почетокот на 16. век, а во 1578 година не е веќе меѓу живите. Обидете се во благоста и длабоката духовност на ликовите што ги зографисал Онуфрий, да пронајдете по некоја црта од неговата лика, зашто ни тој, како и неговите браќа по боја и четка, не оставил свој портрет. Оставил мисла и восхит. Тој најпрвин живеел во Берат и повеќе пати бил врзан со овој град, нарекувајќи го сјаен град, како што стои на надписот во Костур. Бил протојереј свештеник во Неокастро, денешен Елбасан во Албанија. Имал син Никола, кој му бил соработник и се подпишувал со Никола, син на Онуфрий. Така тој се подпишал во 1578 година во црквата Света Богородица Влахериска во градот Берат. Кон богатата ризница на манастирот Зрзе припаѓа и аналогионот певницата од 16. век со надпис во кој стои и името на мајсторот, јеромонахот Прохор. Певницата е изработена во плитка резба и во духот на Прилепско-Слепчанската резбарска школа. Најверојатно изработена во тие резбарски работилници и по своите стилизирани мотиви е блиска на слепченските и трескавечките двокрилни врати, кои исто така се стилизирани со геометриски орнаменти, сплет од кругови, розети, ромбови, стилизирани цветови на крили и слично. Певницата е составена од 6 вертикални штици со 6 хоризонтални полиња украсени со полихромија. Надписот на певницата гласи: Сеј тетрапот потруди и направи еромонах Прохор, вечна му памет. Во 1616 година, во времето на игуменот Доротеј Јеромонах, е препишан минејот за месец февруари од јеромонахот Висарион, а за неговото препишување платил Стојан Петков од село Крапа, кој се наоѓа зад планината северно од манастирот. Овој минеј денес се наоѓа во црковниот музеј во Софија. Во 1616 година, исто така за време на игуменот Доротеј, е изработен во плитка резба големиот крст со распетие Христово, кој се наоѓа на најгорниот дел на иконостасот во Германовата црква, Свето Преображение.
На западниот зид на Германовата црква и на доградените делови на јужната и на северната страна, сега под Трем, во 1625 година, од непознат зограф, се фреските и надписот во кој се вели дека ктитор бил поп Димитар од село Барбаруси. Неговата сопруга Калина и синовите Георги, Негре и Васил. За ктиторот Димитар страшниот суд е насликан на голем простор. Тука е насликана хетимасијата, ангели во слава, најзгоре е Десизот, каде што на виножито седи Исус Христос придружуван од Богородица и од Свети Јован Крстител. Северно на влезот е насликан рајот опколен со високи ѕидови, а внатре со бујна вегетација и со 4 рајски реки Еуфрат, Тигар, Геон и Фисон. Во рајот се представени прататковците Аврам, Јаков и Исак. Пред рајските врати, со клучевите врака, е апостол Свети Петар со група праведници, кои на земјата правеле добро и го заслужиле рајот. Ако е рајот горе на небото, несомнено има и рај на земјата. Рајот на земјата е овде, во манастирот Зрзе, со неговата богата историја, со фреските од повеќе зографи што престојувале овде и го искажувале својот уметнички талент, оставајќи зад себе траги по кои ќе ги споменуваат поколенијата и пред кои ќе се поклонуваат и молат за спас на својата грешна душа.